Стартуваме со најновите информации за денеска. Инфраструктура, земјоделие, спорт, образование и во овој дневник обработуваме повеќе теми. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Во тек се градежни активности за адаптација на две поголеми парцели во индустриската зона Неготино 1. Групна крштевка во река Бабуна, 37 верници се соединија со Бога. Тања Чаловска и Бошко Лепчевски се младенците на Галичка свадба 2017. Викендов по сите галички обичаи ќе бидат венчани во црквата Свети Петар и Павле. Во тек се градежни активности за адаптација на две поголеми парцели во индустриската зона Неготино 1. Започна поставување на канализацијата, патна инфраструктура, а предвидени се изградба на сите 17 парцели. Поради добрата место-положба на индустриската зона, истата е атрактивна како за домашните, така и за странските инвеститори, вели градоначалникот Апостолов. Започна активностите на индустриската зона Неготино 1. Градежната механизација е на терен. Истата се простира на површина од околу 25 хектари. Во моментов се работи на адаптација на две поголеми парцели. Земјените работи се при крај, а веќе е поставена и темелната конструкција на една од нив, информира градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. За многу краток временски период таму ќе никнат нови стопанско-индустријски капацитети кои ќе бидат добра прилика за вработување на кадри не само од нашата општина, туку и малку пошироко од околината, од Тиквешијата, па и од околните градови во Неготино. Започна поставувањето и на канализационата и патната инфраструктура, а предвидено е да се изградат сите 17 парцели. Апостолов се надева дека за краток временски период истите ќе бидат пуштени во употреба. Во план ни е за известно време да ги продадеме останатите две индустријски зони од Мадонија Неготино 2, која е на површина од 33 хектари, и индустријската зона Дуброво Тремник, која е најголема на површина околу 70 хектари. Местоположбата на индустриските зони во близина на автопатот, регионалниот пат, железничката пруга и реката Вардар ги прави истите атрактивни за инвеститорите, како за домашните, така и за странските, вели Апостолов, и додава дека од страна на општината е донесен и урбанистички план. Во рамките на проектот подготовка на потребни документи за воспоставување на интегрирани финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагонискиот, Југозападниот, Вардарскиот и Скопскиот регион, ќе се одржи студија за оцена на влијанието врз животната средина за Вардарскиот регион. Овој проект е финансиран од Европската унија, а иницииран од Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на ИИП проектот, склучени спроведеното секторот за централно финансирање и исклучување договори и Министерството за финансии. Министерството за животна средина и просторно планирање и Вардарскиот плански регион организираат јавна расправа за студијата за оцена на влијанието врз животната средина за општините Велес, Чашка, Лозово и Демиркапија, која ќе се одржи во понеделник во општинската сала во Велес со почеток во 15 часот. Студијата е во рамки на проектот подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион. Истиот е финансиран од Европската унија, иницииран од Министерството за животна средина и просторно планирање во рамки на ИПА, склучен со и спроведен од секторот за централно финансирање и исклучување договори, Министерството за финансии. Проектот е имплементиран од страна на Enviroplan SA и партнерите Луис Бергер Бипро, EPEM SA и LSR Consulting Limited.
По 10-ти пат се одржа групна крштевка во водите на реката Бабуна во организација на Повардарската епархија. 37 лица беа покрстени од страна на свештениците од епархијата, на што предходеше крстење во водите на реката. Луѓето кои што се крштеваа беа на најразлична возраст. Тие од различни причини останале некрстени, но велат чувството е прекрасно. 37 лица денеска во водите на реката Бабуна ја примија првата света тајна и пристапија кон православната вера. Светиот чин на крштевање во Велес се одржува по 10-ти пат. Групната крштевка ја извршија тројца свештеници во организација на Повардарската епархија. Свештениците задоволни од интересот на граѓаните, велат од година во година се поголем е бројот на граѓани кои ја примаат првата света тајна. Чинот на крштевањето е основната врата, влезната врата на секој оној кој што сака да го прифати христијанството и се разбира тоа треба да го направи со слободна воја, да исповеда дека сака да биде христијанин и се разбира и ќе почита нашиот Господ Исус Христос. Крштевањето е чин преку со кој што се започнува еден христијански живот, односно преку крштевањето, потоа доаѓа чинот на миропомазанието и потоа може да се случуваат сите други свети тајни кои што Светата православна црква ги нуди на православните христијани. Возраста ни малку важна, ниту пак далечината да се биде дел од овој чин и да се пристапи кон православната вера. Граѓаните велат од разни причини останале накрстени, но прекрасно е чувството да се прими првата света тајна. Чувството после крштевањето е прекрасно. Се решив затоа што веќе долги години не бев крстен и да го примиме големиот христијански чин. До сега кумовите не ни беа дојдени во Италија, се тамо на престој и се од година за година и така испадна и сега еве се решивме на групно крштевање, исто и јас сум групно крстена на матка пред многу години и сега се одлучивме на тој чин поради такви околности да си ги крстиме нашите деца Николина и Леон. Минатата година групното крштевање ми се допадна, а и сакав да бидам крстен. Никогаш не е доцна, нели? Нема години кога треба. И така сега се чувствувам многу убаво. Во изминативе 10 години во групните крштевки крстени се околу 400 лица. Крштавањето е чин кој не се наследува. Свештениците велат тоа е духовен препород. ...230 слободни места има на факултетите во Велес, кои се дел од Универзитетот Свети Климент Охридски. Според конкурсот, учениците кои завршија средно образование имаат можност да се запишат на една од трите насоки кои ги нуди овој универзитет. Вкупно 230, од кои 120 за редовни студенти. Ова е бројката на слободни места за упис на факултетите во Велес. Според конкурсот, учениците кои го завршија средното образование имаат можност да се запишат во една од трите насоки на двата факултети во градот. Истите се дел од Универзитетот Свети Климент Охридски. На Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола на диспрезираните студии во Велес, во насоката информатика и компјутерска техника, има слободни места за упис на 70 студенти. Од нив 40 за редовни студенти со партиципација од по 100 евра, додека 20 за редовни со кофинансирање од по 200 евра и 10 за вонредни студенти кои една година ќе ги чини околу 400 евра. Останатите 160 слободни места се во двете насоки на Технолошко-техничкиот факултет со седиште во Велес. Така на насоката прехранбена технологија и биотехнологија има место за 70 студенти. Од нив 30 места се предвидени за редовни со 200 евра упис, 200 за редовни со кофинансирање од 400 евра и 20 вонредни исто така со кофинансирање од 400 евра. Единица која што влегува во состав на Универзитетот Свети Климент Охридски, која што станува се позначаен фактор во работењето на универзитетот, особено што тоа е институција која што работи во областа на техничко-технолошките науки, област која што, односно поле кој што денес е во тренд, за научни области за кои што постоја доста интерес во рамките и на нашата држава и во странство. И оваа година од факултетот очекуваат добар одзив за насоката нутриционизам, каде има 90 слободни места. Од нив 50 се за редовни со 200 евра за упис, 20 за редовни со кофинансирање од 400 евра и 20 вонредни со 400 евра за упис.
Првиот уписен рок за упис во прва година е предвиден за 15, 16 и 17 август. На 1 и 4 септември ќе се реализира вториот уписен рок и на 14 септември е предвиден третиот уписен рок. Двојниот тениски терен, мултифункционалното игралиште и детскиот забавен парк кои се наоѓаат во населбата Саат Кула во Неготино представуваат магнет за сите љубители на спортот, рекреативци и најмладите жители на овој град. Целта на локалната самоуправа е постигната. Општината доби пријатно катче за одмор и рекреација на сите граѓани. Новиот модерен и најсовремено опремен двоен тениски терен на тврда подлога лоциран во населбата Саат Кула во Неготино веќе извесен период представува магнет за љубителите на тенисот. Покрај тениските игралишта сега тука функционира и мултинаменското игралиште и детскиот забавен парк со многобројни реквизити, а околината е хортикултурно уредена и представува пријатно катче за одмор и рекреација на повеќе генерации граѓани на општина Неготино. Целта на локалната власт е успешно реализирана. Овој претходно запоставен простор е комплетно уреден, доби нов лик и е привлечен за посета и престој на граѓаните, независно во кој дел од градот живеат. Двојниот тениски терен, чија изградба чинеше над 9 милиони денари, мултифункционалното игралиште кое чинеше над 7 милиони денари и детскиот забавен парк секојдневно се исполнети со спортисти и рекреативци, млади граѓани и слободно може да се каже дека изградбата на овие објекти е полн погодок. Колку овој простор ќе остане со ваков лик, зависи од посетителите. Од локалната самоуправа апелираат за внимателно однесување со реквизитите, но и урбаната опрема. Со доаѓањето на летото започнува и сезоната на летните одмори. Лекарите советуваат одморот да биде на планина и езеро, но препорачуваат за оние кои што можат да си дозволат, најдобро е да летуваат покрај море. Но сепак, каде и да патувате, најважен е безбедниот престој и пат. Еве што советуваат лекарите. Со доаѓањето на летото започнува и сезоната на летни одмори. Освен добриот одмор и забавата, постојат и неколку важни здравствени придобивки од изложеноста на сонце. Лекарите советуваат одморот да биде на планина, езеро, а препорачуваат оние кои што можат да си дозволат да летуваат покрај море. Причината за ова е морскиот воздух кој е полн со иони кои ја стимулираат апсорбцијата на кислородот, ги олеснуваат симптомите на астмата и го регулираат нивото на хормоните. Но сепак, за безбедно летување, особено кога се патува со деца, лекарите советуваат куферче со превентивни медикаменти кои ќе го олеснат патувањето и престојот на море. Најчесто станува збор за лекови кои што ќе им помогнат да ги ублажат симптомите на гадење и повраќање во текот на патувањето, како и гадење и повраќање кои што можат да се јават во првите почетни 2 до 3 дена од одморот. Понатаму, потребно е да носат оние инфузиони раствори во кесички кои што можат слободно да ги растворат во вода доколку нивните деца или пак самите повозрасни влезат во тој процес на дехидратација или губење на течност од нивното тело. Она што исто така треба да понесат е апсолутно ханзаплас, фластер, завојче некоја во случај да нели нешто се случи, некоја мала повреда. Пливање, нуркање, сурфање, аеробик, одбојка на плажа. Летувањето на море е идеално за спортски активности кои се добри за обликување на телото, но и заборавање на секојдневните проблеми. Но ваквите активности може да предизвикаат и воспалување на мускулите, но и дехидратација. Затоа е добро со себе да се понесат и лекови за смирување на болката, вели доктор Тодоров. Тој додава дека не е исклучена и можноста од разни каснувања. Затоа антихистаминик треба да имаат со себе. Мој апел е да, како резултат на големиот број на инсекти и на зголеменијата инциденца на апнување и каснување во текот на летниот период, да понесат со себе антихистаминик или лек кој што ќе намали алергиската и инфламаторната реакција. Исто така да практикуваат ладни облози да ставаат на местото на апнувањето и секако апелирам до родителите доколку увидат некаква промена на местото на апнување и каснување, да се јават до најблиската здравствена установа со цел да не дојде до осериознување на самиот проблем. Според истражувањата, морето ги содржи сите важни елементи: натриум, магнезиум, калциум, калиум.
Морската вода ги поттикнува функциите на органите кои ги отстрануваат штетните супстанции од организмот, како што се бубрезите, црниот дроб и кожата, со што наталожените штетни материи почнуваат да се креваат кон површината, а солта го олеснува процесот на излачување. Повеќе медицински студии имаат покажано дека УВ зраците го зголемуваат ослободувањето на соединението азот моноксид од кожата, што поттикнува опуштање на крвните садови, предизвикувајќи пат на крвниот притисок. Затоа лекарите препорачуваат летувањата да се реализираат на туристички дестинации покрај море. Скопјаните со галичко потекло Тања Чаловска и Бошко Лепчески ќе бидат младеци на галичка свадба 2017 која се одржува овој викенд. 31-годишниот правник и 28-годишната економистка се запознале пред 7 години токму во Галечник, каде што и утре ќе бидат венчани во црквата Свети Петар и Павле. По подолго време се случува на галечка свадба двајцата младенци да имаат потекло од Галечник. Свадбарските обичаи им се добро познати и на двајцата, бидејќи со нивните родители секое лето учествувале на оваа манифестација. Нашиот колега од регионалната телевизија Ултра, Боби Јанковски, ни ги пренесува деталите, а во продолжение ќе ги погледнеме и останатите информации од земјава. Најпрво би сакал да напоменам дека во минатото галичка свадба се одржувала исклучиво на Ден Петровден, без разлика тоа дали било сабота и недела. Имам еден стар податок кој што говори дека во 1953 година на Ден Петровден имало дури 42 свадби. Манифестацијата Галичка свадба родила идеја во 63-та година, но по второто издание на Галичката свадба во 64-та истата прекинала бидејќи имало многу мала посетеност. Причината била земјениот пат по кој што можеле да се движат само пеш или со коњи. А по асфалтирањето на патниот правец кон Галичник продолжила и манифестацијата, па годинава, односно денес и утре, е 44-тото издание поред. Денес ќе започне Галичката свадба, откако ќе се закити бајракот со венче, кое што се прави од неколку билки кои што растат исклучиво во Галичник, и по развивањето на бајракот се фрлаат трите пушки со што се означува и почетокот на Галичката свадба, и веднаш потоа од другата страна на Галичник, од страната од кај Дебар, се слушаат зурлите, мијачките зурли или галичко кажано и тупаните. Пошто зето со своите побратими се упатува кон мостот, каде што ги пречекува мијаците и ги дарува. Заедно пристигнува на Ресело, каде свекрвата го игра свекрвиното оро. Откако ќе се спушти ноќта во Галичник, се палат околу 50 на факели. Во минатото се верувало дека огнот ќе ги истера злите духови, па така со запалени бакли се движат кон куќата на невестата, каде што ја носат на 3 чешмина наполни вода, следат уште неколку обичаи, пошто тука и завршува во вечерните часови. Кога месечината ќе биде прекриена со слончевите зраци во недела наутро, зето со своите најблиски, со своето семејство се упатува на селските гробишта да ги покани мртвите за на свадба, пошто следи канење на кумот и старосватот. Откако кумот ќе пристигне кај зето, следи обичајот бричење на зетот. Денес тоа е јадет кој што покажува дека зетот станал маж, но во минатото роднините на зетот плачеле бидејќи верувале дека зетот се оттргнува својата мајка и се приклонува кон невестата. По завршување на овој обичај сите се качуваат на коњи и тргнуваат кон куќата на невестата, од каде невестата скриена низ прозорец преку бурма се обидува да го види своето момче. Откако ќе го видите, изговара реченицата "Низ бурма те гледам, во срце да ти влезам". Следат неколку обичаи, пошто излегува невестата, се качува на коњ кој што го одбрало незиното момче и се упатува кон црквата Свети Петар и Павле, каде што е венчавката. Движејќи се низ миолистите улички во Галичник, во неколку наврати им се поклонува на посетителите. По венчавката на сред село се одигруваат неколку ора, меѓу кои невестинското и тешкото, со што и завршува Галичката свадба. Договорот за добрососедство со Бугарија веднаш да се стави на увид на јавноста и да се отвори дебата за него.
Ова го побара граѓанската опција за Македонија на денешната пресконференција. Договорот е прашање кое треба да се стави на референдумско изјаснување на граѓаните во октомври заедно со локалните избори, рече потпредседателот на партијата Љупчо Пренџов. Оваа влада ветуваше дека ќе работи транспарентно и дека за сите прашања ќе се отвораат обштествени дебати. Вчера премиерот Заев пред очите на целата македонска јавност побара затворена седница на Комисијата за надворешна политика при Собранието на Република Македонија. Господине Заев, ни до 45 денови не можете да издржите. Лагата е посилна од вас. Сакате нетранспарентно и далеко од очите на јавноста да разговарате и подпишувате договори кои задираат во македонските национални интереси. Пренџов додаде дека бугарите уште на 5 јули го доставиле договорот пред пратениците во Бугарското собрание, а од СДСМ, како што велат, можеби ќе го достават на 18 јули. Поради високите температури и опасноста од појава на шумски пожари, од денеска до 15 следниот месец се воведува делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена, соопшти денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Одлуката на ресорното министерство не важи за вработените во ЈП Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитните подрачја, како што се националните паркови, парк шумите, шуми со специјална намена, споменици на природата и слично. Одлуката исто така не важи и за организирана група туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови и парк шумите. Во соопштението се наведува дека туристичката група мора да биде во придружба на представник од јавното претпријатие Македонски шуми, националните паркови и парк шумите. Турските власти им забраниле на група германски пратеници да ја посетат војната база во градот Конја, објави весникот Шпигел. Според весникот, представници на Германското министерство за надворешни работи денеска го информирале Бундестагот за таквата одлука на турските власти. Претходно Анкара издаде слична забрана за базата Инџирлик, откако Берлин одлучи да ги повлече своите војници од авиобазата и ги прифрли во Јордан. Вести од светот. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека сака зидот на границата со Мексико да биде прозирен и на него да бидат поставени соларни панели. Трамп рече дека не се шегува кога говори за соларни панели, бидејќи тоа може да покрие дел од трошоците, јави CNBC. Тој потенцираше дека мора да се види што се случува од другата страна. Ке ви дадам пример, колку и да звучи страшно, кога да речеме фрлаат вреки со дрога преку зидот, иако од другата страна има луѓе, а вие не ги гледате, ви паѓа на глава вреки од 80 кг и готови сте. Затоа е неопходно да може да се гледа низ зидот колку и да звучи чудно. Ние сепак имаме одлични дизајни, вели Трамп. Повеќе од 7000 полицајци, војници и јавни службеници отпуштија турските власти на ден пред денешната годишнина од неуспешниот пуч. Декретот за отпуштање представува дел од мерките по обидот за пуч за кој Турција тврди дека го организирал духовникот Фетулах Ѓулен, кој живее во САД. Турција досега суспендира повеќе од 150.000 официјални лица, а уопси околу 50.000 припадници на армијата, полицијата, вработени во судството, академци и луѓе од други сектори. Во најновиот декрет меѓу отпуштените од работа се 2303 полицајци, како и 302 вработени во универзитети во државата. Зголемено нивото на производство на кока во Колумбија, соопштуваат Обединетите нации. Според извештајот на ООН, лани на околу 146.000 хектари во Колумбија е засаден лист на кока, што е основна сировина за кокаин. Тоа е зголемување од 52% во однос на 2015 година. Најновиот извештај потврдува наоди од март, според кои производството се зголемува во таа јужноамериканска држава. Еден од фактите бил и престанокот на запрашување од воздух. Потенцијалното производство на кокаин е зголемено за 34% на 866 метрички тони, се наведува во извештајот.
високите утрински температури синоптичарите најавуваат промена на времето со пообилни врнежи, грмежи и засилен ветер, особено во јужните и источните делови од Македонија. Врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта, како што соопшти УХМР. Утре под влијание на значително постудена воздушна маса која се спушта од север, времето ќе биде облачно и свежо со умерен до засилен северен ветер. Во целата зима ќе има и врнежи од дожд кои во јужните и источните делови повремено ќе бидат поројни и пообилни. Најдолго и континуирано се очекува врнежите да се задржат во југоисточните делови. Максималната температура значително ќе опадне и ќе биде во интервал од 17 до 23 степени. Локални врнежи од дожд се уште ќе има и во понеделник препладне, а во текот на денот ќе дува повремено засилен северен ветер. Од вторник следува период на стабилно време со пораст на дневната температура, која во петок ќе биде во интервал од 29 до 35 степени. Со метеоинформациите го заокружуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Од мене пријатно.